Многу силно слово примивме и верувам дека добивте охрабрување сите, но исто така се потврдува тоа дека не треба да бидеме егоцентрични, туку христоцентрични. Многу е важно да не живееме за себе, туку да живееме за Бога, бидејќи нашиот живот принадлежи на Исус, бидејќи Тој го плати нашиот долг и ни даде живот. Кога го примаме Исус Христос за наш Господ и Спасител, ние го расплуваме нашето тело на крстот. И ние повеќе не сме должници ова тело да го задоволуваме. Тоа не значи да не го почитуваш здравието и телото што Господ ти го дал, бидејќи нели сепак е храм на Светиот Дух. Но многу е важно да сватиме дека телото нема сила врз нас да господари, односно оние инстинкти и нагони кои што се случуваат во телото, тие повеќе не се активни во нас. Но тоа не се случува автоматски, тоа се случува постепено. Гревот е поразен преку Христос, но имаме навики. Ние навикнавме да размислуваме грешно, навикнавме да извршуваме грешни одлики. И мора да се научиме да дозволиме Светиот Дух да не преобразува и во нас да го изградува Христовиот карактер. Во Римјани 8 глава пишува дека ако со помош на Светиот Дух, ако соработуваме со Светиот Дух, тогаш ние ќе ги надминуваме навиките на нашата телесна грешна природа. Затоа е важно да сватите дека ние треба постојано да практикуваме покорност, редовност, постојанство во Бога, да остануваме во Бога и да копнееме да го извршуваме тоа што него му е по волја. Некогаш тоа значи да излеземе од удобството и од комфортната зона. Затоа сакам, драги пријатели, да ве охрабрам дека ние треба да ги вежбаме и духовните сетила. Но прво се започнува со практикување на нашето срце. Нашето срце е мускул и мускулите се вежбаат. Ако еден мускул не го вежбаш, тој ќе атрофира. Значи, ако јас не ги вежбам мускулите, ќе ослабам, ќе бидат атрофирани мускулите во нивната активност. Истото се однесува и за духовниот човек, односно за нашиот дух, за нашето духовно срце. Што тоа значи? Тоа значи дека ние треба да практикуваме нешто кое што духот го освежува, не крева, а тоа се случува кога ги извршуваме Божјите заповеди, а заповедите на Господ важат, гласат: сакај го Господ твојот Бог од сето своје срце, душа, разум, сила, и сакај го ближниот како себе си. Значи, ние сме повикани да практикуваме љубов. И нашето духовно срце нема да атрофира, односно ние нема да станеме корави, но ќе станеме уште поотворени и мека глина. Ако една глина се исуши и стане тврда, колку и да сакаш да ја омекнеш и да ја направиш да биде сад, таа ќе се скрши. Но ако глината е мека, а тоа значи вашето срце, ако е меко и е полно со љубовта на Исус, тогаш лесно Господ го моделира духовниот човек во вас и вие се повеќе растете, како што кажа Даниел, се отвора уште поголем капацитет за да примаме повеќе од Бога. И заради тоа често пати ви велам, гушнете се. Да се гушнеме не значи да покажеме, гледе таму, не значи да покажеме дека се сакаме. Ние не треба да покажуваме имидж на христијани, но ние треба да сме вистински христијани. Ако јас него му кажам дека го сакам, ако ga му треба помош, никаде ме нема, дали тогаш навистина го сакам. Ако он мене ми вика: пасторе златен, колку те сакам, ау, леле, и така натаму, знаете, тоа комплименти и така. Но после тоа врши нешто кое што е против службата или хули Светиот Дух. Дали тогаш тоа што го кажал држи? Сакам да кажам дека ние не треба да бидеме во состојба да глумиме христијани, но ние треба да го представуваме Христос. А тоа значи, ако изговорам збор дека го љубам некого, тоа значи одговорност. Јас сум одговорен да ја пружам таа љубов и да го изразам Христос во релацијата со него, со сите вас. Господ е постојан и во него нема ниту сенка од промена. Додека луѓето едно велат, а друго прават. За да бидеме неповредени од луѓето, треба да се усовршуваме во неговата љубов, да му се доверуваме и од него да очекуваме. Сакајте ги луѓето и помагате им, но не зависете од нив.
туку зависите од Бог. И учите ги другите луѓе да зависат од Бог. Нашата задача е да го повикаме светот да се помири со Бог. Ние сме повикани да ги сретнеме луѓето со Исус, да ги запознаеме кој е Исус. Но тоа не се случува со зборови, туку со искрено срце, полно љубов. Сега разбирате ли што кажувам кога велам гушнете се, имајте блискост или сакајте се или бакнете се? Затоа што светот учи дистанца да имаме ладнина во односите и да не ми влезеш во мојата зона. А Исус не учи да бидеме многу близко. Дури кога не е пријатно, можеби. А знаете ли зашто не е пријатно толку близко? Заради тоа што луѓето се плашат од љубовта. Се плашат од близкост и споделување. Но совршената љубов го изгонува стравот. Алелуја. За да срцето го спремиме за таа совршена љубов, треба да практикуваме љубов. Затоа ве повикувам да си одберете еден човек до вас и да го прашаш што можам да направам за тебе. Дали го прашавте човекот? Ајде поставете второ прашање. Зашто сакаш да се молам за тебе? Верувам дека си кажавте. Сега доаѓа оној момент кога многу зборуваме. Кога некој кажува, многу кажува. Кога некој пак прашува, пак и тој многу прашува. Но сега прашавте што му е потребно на човекот и зашто да се молите за него. Сега доаѓаме до третиот клучен момент, акција. Моли се за човекот. Можете и двајцата да се молите, согласете се и молете се. Колку е убаво кога сме во љубов и во единство и во молитва. Сега, вие кои што примивте молитва или еден прими, па потоа друг, па се молеше едниот, па другиот, не е важно. На крај благословете се во името на Исус. Ние треба да го употребуваме авторитетот во името на Господ Исус Христос. Но тој авторитет започнува со љубовта на Исус. Ние треба да научиме да даваме и да примаме. Ние треба да научиме да бидеме во позиција, да бидеме вистински садови. Една чинија има две функции. Едната функција е да биде полна, супа, манџаре. А втората функција е да биде испразнета. Ако јас, моето срце е една чинија, Господ излева во неа, но излева за јас да прелевам и да давам на другите. Затоа не го држете тоа што Бог ви го дал само за вас. Рековме да бидеме богоцентрични, не егоцентрични. Библијата вели, ако знаете да правите добро и тоа добро не го правите, правите грев. А Бог е добар. И ако јас го познавам Бог, а молчам, не го споделувам, не ја давам таа љубов од Него, тогаш дали јас сум во позиција на вистина да примам повеќе? Ако не научам дека јас примам за да давам, тогаш доаѓам до состојбата да се прашам како би можел тогаш да сум плодоносен. Ќе бидам плоден уште повеќе ако пребивам во Христос и го извршувам Неговото Слово. Можевме да направиме 10 клекни стани, нели? Но тоа е вежба за телото. А кога се молите еден за друг, кога се благословувате еден со друг, тогаш што се случува? Вашето срце го подесувате кон Исус и вие практикувате Неговата љубов. И запамтете, каде што се двајца и тројца собрани во моje име, рече Исус, таму сум јас. Ако го сакаш Него, Исус, тогаш ќе го сакаш и Неговото присуство. А ако го сакаш Неговото присуство, тогаш ќе собереш двајца и тројца и ќе зборуваш за Исус. Преку јазикот на љубовта. Алелуја.